Сакате ли да бидете здрави и убави? Одговорот сигурно е да. Во Библијата постои еден прекрасен рецепт кој ни обезбедува духовно здравје и убавина, а тој е рецептот на блаженствата. Една од најчесто повторуваните фрази на денешнината е да се биде здрав. Насекаде слушаме за тоа како да постигнеме добро физичко здравје, да имаме избалансирана исхрана, редовно да вежбаме, доволно да спиеме. Исто така рекламите ни прикажуваат луѓе со здрав изглед и ние се стремиме да бидеме како нив. Често размислуваме за здравјето во физичка смисла, меѓутоа забораваме или ја занемаруваме нашата духовна состојба. Иако сме насочени само на физичкиот изглед, нашите напори се безвредни. Нам ни е потребно да го негуваме и нашиот духовен живот. Во својата проповед на гората на блаженствата, Исус ни дава еден од најголемите рецепти за да уживаме духовно здравје и убавина. Здрави се оние кои се прогонувани заради праведност, бидејќи нивно е небесното царство. За да останеме духовно здрави, ние мора да ги прифатиме последиците на живењето во еден скршен свет. Исус се уште ни ветува дека кога сме протерани, кога не измачува некој проблем, тој е тука да не благослови и да ни даде сила да останеме во Неговото царство. Прогонствата што ни се случуваат во нашиот живот, сушност тие представуваат проблеми и притисоци за нас. Доколку повеќе кога тежнееме да останеме на неговиот пат и покрај надворешните непријатни околности, нашата награда нема да не одмине. Исус не потикнува, почитувани, сите нас како следбеници на надеж дека ова зло на оваа земја ќе помине, дека еден ден ќе имаме предност да бидеме со нашиот учител, со нашиот спасител, со нашиот Исус. Понижувањата еден ден ќе поминат. Исус дошол на оваа земја да го откупи изгубениот свет. Иако сатаната му се спротивставува, и ден денес Бог, Исус Христос, сака да не спаси. Злите луѓе и злите ангели се здружиле во немилосрден заговор против кнезот на мирот. Иако секој негов збор и секое дело биле исполнити со божествена сомилост, тоа што се разликувало од светот предизвикувало едноставно непријателство од сатаната, бидејќи него одобрувал задоволувањето на грешните склоности на човечката природа, предизвикал неогорчено противење и омраза. Така е и со сите оние кои денеска сака да живеат побожно, да живеат со Исуса Христа. Меѓу праведноста и гревот, љубовта и омразата, вистината и лагата постои непомирлив судир. Кога некој во својот живот ја одразува Христовата љубов и убавината на светоста, тој ги отргнува поданиците од царството на сатаната и кнезот на злото станува да му се спротивставува. Прогонството и понижувањето ги очекува сите оние кои престојува Христовиот дух. Со тек на времето, карактерот на прогонството се менува, но за сето тоа се наоѓа силата на истиот оној дух кој почнувајќи од Авел ги прогонувала Божите избраници. Сатаната во сите времења ги прогонувал припадниците на Божиот народ, ги мачел и ги убивал, но тие и умирајќи победувале. Со цврстината на својата вера го откривале оној кој е посилен од сатаната. Сатаната можел да го мачи и убие телото, но никако не можел да допре до животот кој со Христа бил сокрен во Бога. Може да ги фрли во затвор, но не можел да го врзе духот. Сепак тие гледале кон славата што ќе настапи по темнината и говорел: зашто мислам дека страдањата на сегашното време не се ништо спрема славата која треба да се открие кон нас. Зашто нашите сегашни незначителни страдања ни донесуваат многу пообилна и вечна тежина на славата, вели апостол Павле. Преку искушенијата и прогонствата се открива силата
и славата на Божиот карактер кај неговите избраници. Верните во Божјата црква, омразени и прогоните од светот, се воспитуваат и се дисциплинираат во Христовата школа. Тие на земјата одат по тесната патика и се чистат во печката на неволите. Тие чекорат со Христа низ болни судери, поднесуваат самооткажување и доживуваат горчливи разочарувања. Но во овие мачни искуства ја запознаваат сета стравотија и беда на гревот и на сето тоа гледаат со одвратност. Бидејќи учествуваат во Христовите страдања, одредени се да бидат учесници и во неговата слава. На пророкот преку своето видение му била покажана славната победа на Божиот народ. Тој кажува: „И видов нешто како стаклено море, измешано со оган, и оние што победија, стоеја на тоа стаклено море и имаа харфи Божии, и ја пееја песната на Мојсей, Божиот слуга, и песната на јагнето велејки: големи чудесни се делата Твои, Господи Боже, сведржителе. Праведни и вистинити се Твоите патишта, царе на светите. Тие се што дојдоа од големи маки, тие ги испра облеките своји и ги избелија со крвта на јагнето. Затоа се пред престолот на Бога, кој му служат во неговиот храм и дење и ноќе, и оној кој седи на престолот ќе се всели во нив. Тој е цитат од книгата Откровение. Иако сме заболени од болеста наречена грев, Исус веќе ни обезбедил духовно здравје, своето спасение. И додека тој не дојде, ние можеме да уживаме изобилно духовно здравје и да имаме невидена убавина кои ги прифаќаме секако неговите рецепти за здрав духовен живот, дадени во блаженствата. Здрави се оние кои се прогонувани заради праведност, бидејќи нивно небесното царство.